Почитувани, на денешната седница на Собранието, меѓу останатите точки, е и Законот за одбрана. Системски и закон важен за целосно усогласување со НАТО стандардите. Со измените на овој закон се опфаќа и протоколот 5, кој се однесува на трансфер од индивидуална самоодбрана во колективна одбрана или напад на една земја членка се сваќа како напад на секоја поединечно или на целиот пакт, како и процедурите за барање помош од сојузниците во случај на безбедносни ризици. За овој закон е потребно двотретинско мнозинство и затоа е и потребно и препорачливо да го поддржат сите пратеници. Сепак, ставот на ВМРО-ДПМН е по однос на овој закон уште еднаш го покажува лицемерието и лажниот патриотизам во кој е западната опозицијската партија. Со најавите дека нема да го гласаат законот за одбрана, Христијан Мицкоски и пратениците од ВМРО-ДПМН делуваат против еден од најважните закони поврзани со усогласувањето со НАТО стандардите. На Мицкоски и пратениците на опозицијската партија не им пречи кога во Европската народна партија се партија од Република Северна Македонија, но уставното име им пречи во законот за одбрана, кој е важен за усогласување со стандардите на НАТО. Залудни се нивните лажни изговори за деструкциите што ги прават. ВМРО-ДПМН и Мицкоски секојдневно покажуваат дека се против НАТО и ЕУ, против напредок и интеграција. Веќе известно е дека стануваме 30-та земја членка на НАТО и тој успех сите го честитаат и поздравуваат. Сите, само Мицкоски и ВМРО-ДПМН прават се за да го закочат целиот тој процес. ВМРО-ДПМН и Мицкоски треба да го преиспитаат својот став за измените на законот за одбрана. Додека се остваруваат стратешките интереси на државата, ВМРО-ДПМН и Мицкоски тераат дневна политика заглавени во деструктивно однесување. Мицкоски е ист како Никола Груевски. Лажен патриотизам, лицемерие и деструкција. Тоа е понудата на Мицкоски и ВМРО-ДПМН. Затоа на 12 април граѓаните повторно ќе ги поразат нивните антизападни и антидржавни политики и ќе потврдат дека државата продолжува на вистинскиот пат. Пат кој води кон полноправно членство во НАТО и забрзана интеграција во Европската Унија. Ви благодарам.